Почитувани мои, 30 на години патувам низ Република Македонија. 30 на години ги крстарам нашите македонски убави села. Ете, почитувани мои, одека сум дојден во градот Прилеп, одека наминав тука во градот Прилеп да ја посетам старата чаршија, да се присетам на оние стари занаети кои што во минатото овдека во старата чаршија ги имаше, а мештаните не само од градот Прилеп, туку мештаните од сите соседни села на Прилепскава регија, на Долненската регија, на Топлчанската регија, на Крушевската регија, па дури и од Горно и Долно Маријово, во секој пазарен ден, во среда и во сабота, доаѓа овдека на пазар да си ги купат оние потребни работи што им треба за подома што се вика. А посебно, чаршијата Прилепска беше посетена после завршувањето на летината што се вика низ полето, а тие доаѓа посебно кога ќе започнеше есента, а потоа што речено кога започнуваат зимските слави, а тие зимски слави започнуваат од Петковден, па траат, односно од Митровден, па се траат до Ѓурѓовден. Наминав, како што напомнав, овдека во ова стара чаршија, каде што мештаните, да се присетам, каде што мештаните на времето доаѓа во таа стара чаршија да си купат оние работи како што напомнав што им треба, а во таа стара чаршија ги имаше и ковачите, ги имаше и терзиите, ги имаше и тенекеџиите, ги имаше и бозаџиите, ги имаше и бојаџиите. Во старата чаршија се наоѓа, тука беа и ортомџиите, тука беа оние што произведуваа и амути, и самарџиите, но отколку мештаните, не само градот Прилеп, туку и од околината на Прилепската околија, сеќа се испазареа, тие седнуваа малку да си ја полага душата, малку да се видат со пријателите, да си направат лав мообед, што купиле, како купиле, некој нешто да не заборави. А знаете каде што седнуваа? Седнуваа во старите мејани, седнуваа во крчмите, а таму го од кога ќе поседеа, од кога ќе се видеа со нивните роднини пријатели, си заминуваа во нивните родни места. Овдека во оваа стара чаршија во градот Прилеп има се уште, така да речам, од таа стара традиција на прилепското гурманство, меѓу кои е и етно-ресторанот Изгрев, кој што се наоѓа во непосредна близина на Саат Кулата, овдека Прилепската Саат Кула, а се наоѓа во непосредна близина и на старата автобуска станица, каде што наминав во овој етно ресторан да се видам пред се со гостите, а и се разбира и со домаќините на овој етно ресторан, а преку овој видео документарен запис да ви пренесам дел од гурманските специјалитети кои што овде овој етно ресторан ги нуди на гостите, а пред се оние стари јадења кои што нашите дедовци и баби ни ги подготвувале во минатото, а таа стара традиција на подготвување на овие гурмански специјалитети и ден денешка ги има овдека во овој етно ресторан. Но исто така во овој етно ресторан, почитувани мои, ќе ги најдите и ден денешка се собираат тука во овој етно ресторан сите маријовци од како од Долно Маријово, така и од Горно Маријово. Тука се собираат и мештаните од цела Прилепска регија, тука се собираат мештаните и од Бродско, и од Долненско, и од Крушевско, и од Бучинско, како што напомна, па дури доаѓаат и од Кавадаричко, од Типишијата. Почитувани мои, сето ова што ќе биде снимено преку камерата на снимателот на продукцијата Маријов филм, а воено и дело менеджерскиот тим на продукцијата Маријов филм, Виктор Костевски, ќе биде преточено во оваа документарна репортажа. Гледајте и уживајте.
Почитувани мои, полна ми е душата што овде се наоѓам во гостилницата Изгрев. Полна ми е душата што ете овдека, што се вика, гледајќи овие кафанџиски гостилнички маси, послани со овие ови чаршави кои што слично на времето кој што одминат овдека во Пилешката чаршија, кога пазарџиите доаѓале во крчмите и во мејаните да маднат по некоја бирка и што се вика да се видат со роднините, пријателите, да си направил лав ловет, кој што пазарил, а пред се како се подома да си пратат здравоживо. Еве слушајќи ја ова наша македонска старооградска песна на Никола Бадев. Ете тука во овој ресторан, а исто така овој ресторан кога ќе дојдете наликува на еден етно музеј на отворено, а пошто голем број на мејанџи, на кафанџи во минатото биле мариовци, а и денеска овој ресторан Изгрев и што и гостилница кај Чебрен, кај Тале, ги има задржано оние, ги има поставките на оние стари, ајде да речам, алатки со кои што се служеле мештаните не само од Мариово, туку и од Прилепската регија. Тука се бардината, стомните, тука се ситата, тука се изработките од дрво, разните лажици, вилушки. Тука се наоѓате погледот овој чиго го занесов, но меѓуто едно би рекол, преку окото на камерата на снимателот на продукцијата Мариово филма, воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, Виктор Костелски, предлагам да проследите положение на оваа репортажа. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, полна ми е душата што овде се наоѓам во гостилницата Изгрев. Полна ми е душата што ете овдека ме потсеќа на оние инвентарот што е овдека, ме потсеќа на оние стари маси, оние астали што ги нарекува, кои што ги имаше во нашите крчми, мејани, во нашите села и во нашите градови, касаби, како што ги нарекува. Ова маса овдека, ова интервар, што е
е изработено од оние стари борови талпи или букови талпи, кои што и денеска тие буки ги има во Маријовско, каде што онака како што ги создала природата, така се и овде направени. А можете интересно да ви напомнам и тоа дека овие стари со овај стар амбиент е направен според оние стари дограмаджички, така речено, рецети, ајде народски малку да се изразам. Овие маси овдека не се ковани со штрафови, овие маси се ковани од клинци. И тоа оние клинци сковани од ковачите. А самите клинци, додека измазнетоста на овие маси не се правени со стругови денешни компјутерски, туку со оние стари алати кои што ги имале порано мештаните од Маријовскиот крај, па и од сите и од ова Прилепска регија, со рендина, значи направени, обликувани онака како што самата природа ги создала. Ете пак ќе напомнам, преколкото на снимателот на камерата на продукцијата Маријов филм Виктор Костевски, гледајте и уживајте. Почитувани мои, полна ми е душата еве што денеска се наоѓам во етно ресторанот, во гостилницата одека во Прилеп, тука во непосредна близина на старата автобуска станица, а се разбира и во непосредна близина на старата Прилепска чаршија. Овдека полна ми е душата, ете, почитувани мои, ова серенада, ова стара македонска охридска песна која што се негува широ Македонија, овдека во етно ресторанот во Изгрев. Чест ми е и голема благодарност што е реализирана ова репортажа за ова гостилница, е собственикот на ова ресторана, воедно Маријовец, старите велат, а и јас сум по пола Маријовец, старите велат, кај ти е сопругата, таму ти е и семејството. Тале Трајковски. Тале, вака едно би рекол, уште еднаш голема чест ми направи на душава, што ете ние долго време се знаеме горе од Маријово, од Дуње, каде што продукцијата Маријов филмова, го често пати има одено во Маријово, во Дуње, неколку емисии има направено. Ете кога последниот пат ја направив последната репортажа документарна за Трпчевиот манастир горе во манастирот во село Дуње, кој се наоѓа на влезот на селото, си дадовме збор, оно што би рекол според господото провидение, ете повторно да се сетиме овдека во Прилеп. Јас, како што кажате, сум Тале Трајковски, од село Дуње роден, живеам во Прилеп, растен во Прилеп, растен во старата чаршија во Прилеп, имам долго работно искуство кај Благој Абраш, првата почетно вработување ми беше како келнер, после второто вработување ми беше кај Диме Чинчин и таму значи работев тие цели 10 години, 4 со 5 таму години. И работев, го печев занаето, го учев занаето, го негував занаето со муштерите и така да ми дојде идеја 1995 година да отворам гостилница. Првата гостилница која отворив беше на Андо Слабејко, ваму долу под старата автобуска. Заедно отворивме со мојата сопруга, заедно работевме, придонесувавме и до ден денес еве успеавме да негуваме работата, да работиме заеднички, да унапредуваме работата, значи да го печиме занаето, се уште го печиме занаето. Секој човек што е жив, дуе жив, значи учи печи занаете, значи се надоградува. И му сум благодарен многу на моите муштери ден денес што ме почитува. И воедно во меѓувреме отворив и објект еден во Битола, таму ми се вика Прилепска скара, Чебрин кај Тале исто, а Прилеп се вика Изгрев кај Тале.
Во Битолево веќе од 2010 година до ден денес исто функционираме и таму имаме исто два објекти и Прилеп овде исто еден објект, така да до ден денес си работиме домаќински, рентабилно и сме задоволни од нашите муштери. Уште еднаш ги поздравувам сите муштери и да повела да дојдат на нашата квалитетна скара и на нашата квалитетна услуга и на нашиот убав амбиент во Прилеп. Кога човек ќе дојде овдека во гостилницата Изгреб, кога ќе влези во самата гостилница, прво што ќе ги, јас, моето прво видување, моите први импресии, ова етно музеј, едно катче на отворено. Кој беше поривот овде да ги имаме џумчината, да ги имаме брдилките, да имаме оние да ги имаме оние производи од полето? Ами кој беше идејата? Идејата самата се раѓа, така го направивме амбиенто и со тек со амбиенто си фали староградски работи, македонски културни работи што сме ги имале од времето наше, што ден денес ни се тргнати на сите, дали од домови, од секаде. И полека клаваме нешто, лајци, џумчина, таму слики, некои сатови стари, да има човек што да биде интересен амбиенто, да не биде залудно. Меѓутоа, кога, јас како гостин, кога влегов во гостилницава, во очи ми падна оние, јас би рекол оние маси, оние под навод кажано мариовски астали, кои што се направени од она букова граѓа и од оној бор во Мариово. Ти се радува ли душата што гостилницава е полна со народ? Да, ми се радува стално и стално сум благодарен на муштерите, стално муштерите се во право и се во прв предност што треба тие да бидат стално задоволни. Тие ако се задоволни, ние ќе бидеме задоволни. Колку ќе имаме повеќе муштери, иначе толку сме подобри, понапредиме, покултурни сме, повеќе заработуваме, повеќе работа имаме. Значи се го направи сето својата услугата, квалитетот, квантитетот, цената и персонал. Човек кога ќе дојде во гостилницава, пред се познавајќи тебе како мариовец, од Долно Мариово преку Црна одавде, и негувајќи ги оние старите адети и обичаи, оние стари рецепти кои што твојата баба, твојата мајка до денеска оврчико себика ги негуваат, што се нуди овдека од гурманските специјалитети? Значи од гурманските специјалитети секој муштери што ќе вобара се може да добија. Имаме значи палачинки, праени на тури попечи, правиме доста квалитетна скара, значи на чумур. Некои традиционални јадења такви не спремаме, али спремаме турлитава, ширден, коленица, значи тоа се по порачка, си ги правиме тие работи, иначе во менито имаме палачинки така со лукче, со... Дали некогаш овдека во оваа гостилница, пошто Мариово е познато по мариовското сирење, по мариовското јагне, има ли овдека, да речеме, некој да побара јагне печено? Трошиме јагне печено по порачка, сирење мариовско и си имаме по порачка наше мариовско исто, што произведува татко ми и мајка ми во село Дуње во Мариово наше. Значи имаме, нудиме тие работи, сирење, кисело млеко, биено сирење домашно, имаме тие работи. Дури едно би рекол, мислам дека ќе сте тука на една мисла, дека и кромичето, и лукчето, пиперчето, луто, се е произведено во... Се, да, од Мариово произведува моите родители. Имаме, значи, дома домашен, зелка домашна, пиперки домашни, крастајци домашни, се скоро. Сега во тек кој ни фали докупуваме. Меѓутоа се еднохрана. Еднохрана, да. Така. Ајде една порака да сите наши македонци каде тие да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Америка, Австралија, Канада, дали во Мала Преспа, Гора, дали во не има ни цела Европа. Дали е убаво барем еднаш да си дојдат дома во Македонија, еднаш да си дојдат во градот Прилеп, во Мариово, ете да чујат оваа убава атмосфера, убава наша песна староградска македонска, затоа што хубаво место или да дојдат тука во гостилницата Изгреб, да го
пробаат кромичето маријовско, лукчето маријовско, пиперчето луто маријовско, јагнето маријовско, сирењето очо маријовско, па и мешаната скара и специјалитетите овде во Изгрев и во Чебрен, во другата гостилница, затоа што хубаво место од родното нема никаде. Нема, да. Може кога се сака да се дојдат да не посетат, ќе бидат пријатно изненадени, убаво послужени, убаво јадење, ќе има убав атмосфера, убав амбиент и така натаму. Овдека во овие мејани на времето се давало зборов, се армасувале, едните ги мажиле бејчарите, другите девојките. Овдека во чаршијата, па и денеска тука во ова мејана се запознаваат преку постарите, се емоцираат спомени кој кога се оженил, кој кога му се родило детенце, или па се емоцираат спомени кој колку овци имал на времето во Маријово, кој колку јагнина имал, колку јарина продал, колку канти сирење, која пубова јамболија, која невеста и домајчика ја искаела, кој бил играорец, кој бил песнопоез, не попусто, а овдека исто така во мејана ќе ја чујате и познатата маријовска песна "Попат оден запад прашам", а исто така тука лав муабет, овдека исто така ќе чујете она убава песна за Калеш Анџа, ајде слушај Калеш Бреанџо, ама сето тоа подкрепено со маријовско кромиче, маријовско лукче, маријовско компирче, подкрепено се разбира со печено маријовско јагне, со сирење бело маријовско и биено маријовско, со она убава песна македонска. Ете, пак ќе напомнам преку окото на камерата на продукцијата Маријофилм, предлагам да проследите положение на оваа репортажа, гледајте и уживајте.
Почитувани мои, мерак ми беше и што сум тука во Прилеп, во старата чаршија. Мерак ми е полна душата што се наоѓам тука кај мојот соселанец, кај мојот Маријовец, пошто сум јас пола Маријовец, сопругата ми е од Дуње, овде во неговата гостилница Изгрев. Да бидам реален, преку окото на камерата ќе проследите, полна беше денеска гостилницата. Ова гостилница е полна не само за пазарните денови овде во Прилеп, среда и сабота, туку овдека е полна секој ден, затоа што овде во ова гостилница Изгрев доаѓа еснавот, македонски еснав, кој што знае, односно доаѓа тука да ја продолжи старата традиција, старите адите обичаи на нашиот македонски народ, кои што ќе бидат пренесени на генерациите наши македонски. Тале, нека е денов за многу години, еве разговор го правиме за Петков ден. Да, нека е за многу години, нека ни види честити празници, празник и така натака. И секој што сака да повели да дојде, ќе биде пријатно изненаден на нашата квалитет и нашата услуга. Нека ни е здрава жива Македонија. Нека ни биде здрава жива. Нека е денов за многу години и уште една порака. Дојдете овдека во Прилеп, дојдете овде во Прилепската чаршија, дојдете овдека во гостилницата Изгрев, да видите што е рај убавина, да го почувствувате онај етно музеј на отворено, ама да се насладите и на традиционалната предсемаријовска храна, на гурманската храна маријовска, кој што овдека од памтивека, односно овдека во гостилницата Изгрев, гостите се ги служи гостите, она традиционална храна кој што ете Натале му е пренесена од неговите предци, а се разбира дека ќе биде пренесено и неговите потомци. Да се ми здрави живи, дојдете и уживајте.